Версус со Горан Лалов. Версус на Канал 8, добро вечер. Вечерашниот гостин е признат македонски научник од областа на биохемијата и генетското инженерство, поранешен секретар во Министерството за образование. Влезе како прв кандидат кој формално правно ги исполни законските услови за кандидатура, откако ги собра потребните 10.000 подписи од граѓаните за кандидат за председател на предстојните избори што ќе се одржат на 13 април. Добро вечер за професор доктор Зоран Поповски од Граѓанската опција за Македонија. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Професоре, гром со овој успех покажа дека е сериозна и одговорна партија со цврста и стабилна структура. За само ден и пол успеавте да ги соберете потребните 10.000 подписи. Да, во своето 5-месечно постоење придобивме околу 20.000 членови, формиравме 40 организации и резултатот е ова што го кажувате. Значи во релативно краток рок, во 18 сати успеавме да ги собереме тие повеќе од 10.000 подписи, да го исполниме тој критериум за кандидатура. И мислам дека сме на добар пат да покажеме дека во оваа држава може и со позитивни чекори да се придобиваат симпатиите на граѓаните. Како што реков и во најавата, сте работеле со врвни научници во светски лаборатории, сте предавале на реномирани универзитети во светот, сте работеле за Европската унија и за УНЕСКО. Ме интересира кои се вашите лични мотиви да се нафатите да бидете кандидат на гром за предстојните председателски избори. Вака, значи јас сум бил дел од младинското раководство во далечните крајот на 80-тите години, кога практично започна македонската политичка пролет. Оние што се малце повозрасни паметат дека во тоа време го отворивме медиумскиот простор за млад борец и тогаш излегува првите написи кои што не одеа баш во линија со политиката на единствената партија тогаш. Понатаму побаравме и одговорност од извршниот совет, бидејќи имавме наши делегати во собранието на Република Македонија. Така што, како дел од таа гарнитура, некако после 25 години од моето тогашно активно учество во политиката, забележувам дека процесот на демократизација во Македонија не е заокружен. Откако се реализирав како научник, вие рековте дека предавам во моментот на 4 универзитети надвор од Македонија, работам како професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и сега целото тоа и животно, и лично искуство, и професионално особено сакам да го ставам во функција на заокружување на тој процес кој што сум го почнал во години кога сум имал повеќе веројатно енергија. Сега со ова искуство мислам дека би можел да придонесам да го вратам достоинството на дејноста политичката дејност, затоа што мислам дека премногу ја извалкавме во овие 25 години. Знаете, во земји со богата демократска традиција, со политика се занимаваат успешни реализирани луѓе кои што едноставно откако го поминале својот пат, сега може да се стават во некаква полза на државата. Јас мислам дека е тој момент. И затоа се тој момент во вакви турбулентни времи како за Македонија, така и на политичката сцена, се решавате да ја жртвувате или да ставите во втор план успешната професионална кариера. Зошто? Тоа не би го нарекол жртвување на кариерата, затоа што, знаете, јас контактот со студентите сум го имал и кога сум бил државен секретар во Министерството за образование и наука и тоа во време кога Македонија излезе од сериозен конфликт и кога требаше да се практично подкренат сите тие структури кои што во тој период беа загрозени. Денеска лично мислам дека не сам никаков ризик, ако со најдобра намера излезам пред луѓето и кажам јас сум Зоран Поповски, ова и ова сум по професија, имам општествен ангажман во младинската организација на времето, во Министерството за образование и наука и сега со своите 52 години, мислам дека сум во години кога можам да застанам на чело на државата и да бидам некаков представник на граѓаните во заштита на нивните индивидуални права, во промоцијата на државата во меѓународни рамки, во подигнување на нивото на безбедност во државата, во обезбедување на етнички баланс, кој што за жал знаете дека често го афектираат политичките турбуленции, така што сето тоа
јас не го гледам откажување од професија, туку едноставно во моментот става и на располагање на граѓаните на Македонија. Вашиот политички бекграунд е неспорен, но 25 години, како што и сами рековте, прилично долг период. Можеби затоа и прозвучи малку анонимно вашето име кога се беше соопштено дека ќе бидете вие адут на Евром, и тоа ни помалку ни повеќе туку за претседател на државата. Добро, тоа секој може да си го гледа од свој агол. Значи јас освен тоа што сум бил член на претседателството на Републичката конференција на младина на Македонија, претходно бев активиста во Универзитетската конференција на Универзитетот Свети Кирил и Методи, работев како експерт на Европската унија 2 години во Босна и Херцеговина, работев како експерт на УНЕСКО во подготовката на стратегијата на таа организација за соработка во Европа, бев член на научниот комитет на НАТО 4 години, бев член на Советодавниот одбор на Европската фондација наука, така што можеби не сум бил на некакви многу истурени позиции, меѓутоа сум бил дел од тие структури кои што сериозно влијаеле врз политичките движења во Македонија. Професоре, каков шеф на држава е потребен на Македонија во моментов, имајќи ги предизвиците со кои е соочена земјава? Па мислам дека основно е да шефот биде преседател на сите граѓани, независно од нивната етничка, верска, политичка припадност, независно од нивниот пол, возраст, социјален статус, едноставно во него да гледаат институција која што ќе ги исполнува нивните очекувања во смисол на заштита на нивните интереси. Понатаму исто така... Колко е се до тоа можно со оглед на уставните ограничувања на надлежностите на претседателот? Знаете, тука навистина сте во право кога велите ограничувања, дури некогаш и се чудат луѓето зашто го бирате претседателот на непосредни избори, кога има релативно ограничување во извршувањето на своите изворни ингеренции во делот на надворешната политика, одбраната, монетарната политика преку именувањето и во судската власт преку повеќе во персонален смисол преку именување на своји представници во тие тела. Меѓутоа, знаете, он има една силна алатка во рака, тоа е пенкалото. Он може да биде, јас може би малце делува пежоративно, меѓутоа претседателот треба да биде мегафон на граѓаните и за други работи за кои што не е надлежен. Ние за жал не сме имале ситуација да претседателот застане во име на одредена група на граѓани кои што се незадоволни од одредени состојби и да во нивно име он бара тие состојби да се менуваат. Зборувате за Ѓорги Иванов или за сите досегашни претседатели? Зборувам за сите досегашни. Значи, ретко се случувало да претседателот го искористи тој алат кој што е во форма на пенкало да стави вето на одреден закон, иако знаете дека и тоа е полупротоколарно затоа што во повторена процедура тоа може да се донесе, меѓутоа тоа може да ја сензибилизира јавноста и да предизвика одреден интерес кој што потоа може да се преточи во конкретна акција за тоа да се промени. Во тој аспект потребна е надпартиска политичка фигура, можеби концептот на консензуален претседател. Знаете, консензуалниот претседател во моментот се нуди како алтернатива на досегашното концесионирање на власта помеѓу партиите во владеачката коалиција од македонската и од албанската, од албанскиот блок. И сега се бара уште еден начин како да се исконцесионираат тие интереси. Ја би бил многу среќен кога не би зборувале само двете партии од владеачкото мнозинство за консензуален кандидат, туку би зборувале сите граѓани за некаков консензуален кандидат. Тогаш има смисол целата работа. Смета дека ова е тактика на владината коалиција? Апсолутно да. Мислам дека во овој момент се на овој начин се одолговлекува тој процес. Јас исто така не можам да разберам зошто толку многу се одолговлекува и со номинација на кандидати. Вие знаете во други држави со месеци, со години се знае кој ќе биде, па се препознаваат одредени афинитети, одредени лоши страни кај кандидатите и навистина на крај граѓанинот може да бира. Во оваа ситуација точно се гледа дека начинот на кој што се подготвува изборот на кандидат и во владеачката гарнитура и кај опозицијата, де факто излегува дека сето тоа се прави за да се најде експонент на таа политичка опција кој што ќе ги застапува интересите. Ова е дел од вашата стратегија да ги претркате? Не, ова е дел од мојата иницијатива да безкомпромисно, без колебање излеземе со кандидат кој што ќе има време
да луѓето го запознаат не само како иден претседател, туку да разговараат и за други теми, да видат, да го гледаат од различни перспективи и да видат дали навистина тој би ги исполнил нивните очекувања за на крај да го заокружат неговото име на гласачкото ливче. Која според вас причината поради која двете најголеми политички партии тактизираат со номинацијата на кандидатот за претседател? Па тука веројатно се во прашање парламентарните избори, значи вие знаете дека се уште не е искристализирана состојбата околу организирањето на предвремени парламентарни избори. Понатаму исто така се калкулира во владеачката коалиција околу можноста да ДУИ ги бойкотира изборите, заради тоа што во таков случај веројатно ќе се доведе во прашање и конечниот избор на претседател и ќе се доведеме во услови на парламентарна криза, така да сите тие работи се на маса и за жал да речам шаховската игра околу претседателските избори се уште епилогот не е на повидок, а очигледно се веќе во временски цајтнот. Подготвен ли е ГРОМ заедно со претседателските да истрча и на предвремени парламентарни избори? Апсолутно да. Мислам дека ние уште во текот на формирањето неколку пати преку изјави на претседател Стефче Јакимовски изразивме интерес да во Македонија се организираат и предвремени парламентарни избори заради целата ситуација во која што се наоѓа државата, заради епилогот од извештајот на Европската комисија, заради релативно да речам нестабилната ситуација во регионот, заради блокираните разговори околу името, заради блокираните европски интеграции, непристапот до НАТО алијансата, така што сето тоа некако ни дава за право дека и на крај крајева, ако сакате, Македонија е сиромашна држава која што не би смела да се дозволи секоја година да организира избори. Така да на овој начин веројатно би се заштеделе сериозни јавни пари доколку во исто време се организираат и претседателските и парламентарните избори. Какви се проценките на ГРОМ доколку се случат и предвремените парламентарни избори, ќе се стекне ли партијата со парламентарен статус? Воедно сум убеден дека ниедна влада во иднина нема да може да се формира без представници на ГРОМ. Ние ќе се обидеме да бидеме совест која што ќе го транспонира интересот на граѓаните во структурите на власта. Така што во тоа сум убеден дека со оглед на сите овие параметри што претходно ви ги кажав, дека за 5 месеци имаме преку 20.000 членство, дека за 18 часа собравме 10.000 подписи, повеќе од 10.000 подписи, верувам дека на следните парламентарни избори бројот на гласови кои што ќе ги добие ГРОМ ќе го етаблираат како сила без која што нема да може да се формира влада, независно кој ќе го обезбеди мнозинството. Поставена ли е доволно партиската инфраструктура за тоа што се добијат избори, посебно во Македонија е потребна силна теренска активност, како стоите на тој план? Значи, постојат одредени општински организации кои што се уште не се оформени, меѓутоа во најголем дел, ви реков 42 се до сега, имаме одредени делови од Републиката каде што навистина ќе треба малце да поработиме на терен, меѓутоа фактот што релативно брзо се организиравме со собирањето на подписи, кажува дека навистина во моментот, за разлика од сите оние други обиди да се дефинира трета опција на политичката сцена во Македонија, кој што не траеле многу долго, мислам дека ние работиме во тој поглед на долги стаси. Без ваква организација, без вакви простори во градовите каде што ќе можеме да ги споделуваме нашите политички ставови со луѓето, со граѓаните, да мотивираме нови приврзаници, нови симпатизери, поддржувачи и евентуално членови, не е возможно политичката партија, барем во Македонија, да функционира. Во други системи, политичките партии својата активност ја ограничуваат само неколку дена или неколку недели пред избори. Меѓутоа, во услови на ваква политичка поларизација, особено во време кога таа поларизација достигна степен на секојдневни препукувања, омаловажувања, дискредитирања, мислам дека како да чувствуваме одредена должност дека на граѓаните треба да им понудиме нешто
од што нема постојано да се оптеретуваат, него во тоа што го нудиме да гледаат некаква перспектива. Околу ова последното, апропо собирањето на подписите од граѓаните, се слушна обвинување од страна на можната кандидатка за председател, независна, Билјана Ванковска, односно незиниот штаб, дека активисти на громни овластени членови пречувале процесот, биле пред подрачните оделенија на Државната изборна комисија и со громогласни скандирања и агресивна агитација го попречувале процесот. Кој е вашиот коментар на оваа нивна изјава, ова тврдење? Значи, јас уште на почетокот реков дека ќе се обидам да се дистанцирам од секакви лоши коментари. Јас можам само да ви кажам дека јас до сега не сум сретнал ниту еден член на граѓанската опција за Македонија кој што е подготвен да прави некакви зулуми за интереси на партијата. Значи, точно е дека имаше гужви во одредени таму каде што сме поактивни, таму каде што навистина имаме големо членство, се создавала гужва пред просториите каде што се подпишувале луѓето, и ако тоа некако сметало на другите наши, да речам, политички опоненти, јас себе во тоа име им се извинувам, меѓутоа дека имало намерно некакви делегирани обврски да се оневозможува процесот, во тоа ви уверувам дека не било така. И сами велите дека ќе водите позитивна политичка кампања. Колку е возможно со оглед на нивото на политичка култура во земјава да се оствари успех? Со еден таков пристап? Мора да почне еднаш тоа. Значи, пак ќе речам, секој почеток е тежок. Дури, ако сакате и самата структура на нашата партија, фактот што подпредседател на партијата е жена албанка, што во извршното тело на партијата ги имаме скоро сите националности кои што живеат во Македонија. Знаете, луѓето велеа, рано е, не е уште време. Истото и ова вие сега што ме прашувате, пак може некој од страна да рече, рано е за тоа, сега треба да се биде фајтер, сега треба да се покажуваат мускули. Со сиот ризик, кој што би го донел тој пристап, јас ќе останам доследен на тоа. Да пробаме да видиме дали луѓето ќе препознаат нешто во што ќе веруваат во иднина. Можете да се протиставите на двете големи политички машинерии, ВМРО ДПМН и СДСМ? Ако зборувате за некакви капацитети во однос на медиуми, на финанси, значи секоја политичка кампања си каква... Зборуваме за сите политички средства со кои што се служат политичките партии. Повторно ќе речам, нашиот багаж што го изнесовме со овие 10.000 подписи ми дава за право дека ќе бидеме рамноправни учесници. Јас немам намера да бидам некаков статиста во оваа игра и да играм за туѓи интереси. Јас во првата изјава, ако се сеќавате, реков нема да бидам нити марионета на власта, нити пак сакам да бидам продолжена рака на опозицијата за да им служам на како некаква маша за да си се препукуваат со актуелната власт. Значи, таа позиција моја, мислам дека е на одреден начин загарантирана со фактор што политички сме одлично организирани, функционираме на терен, низ контактите со кои што ги остварувам со нашите поддржувачи, денеска, вчера, овие денови изминати од како објавивме дека ги собравме тие 10.000 подписи, ми дава за право да верувам дека апсолутно нема да бидеме инфериорни. Значи, да знаат дека од оваа страна ќе седи човек со кој што не смеат да си поигруваат. Рековте дека очекувате обиди за дискредитација, особено преку медиумите, во ваква состојба во која што се со нагласена поларизација на медиумите во Македонија. Колку за вас останува простор за афирмирање на вашите активности? Колку медиумите се наклонети? Фактот што некако први излеговме во јавност со мојата кандидатура, ни остави поголем простор во медиумите. Морам да ви признам дека сум пријатно изненаден од интересот на сите медиуми, затоа што за жал некако ги делат на провладени и проопозицијски ориентирани. Јас досега имам впечаток дека информирањето за сите овие наши активности е коректно. Дали така ќе остане до моментот кога ќе се вжешти политичката трка, кога ќе се
разбукта кампањата за време на изборите, не можам да тврдам. Меѓутоа, во моментот на вистина сум пријатно изненаден од коректноста на медиумите во смисол на давање на простор за комуникација, промовирање на сопствени ставови и така натаму. Професоре, неколку пати во Македонија до сега се правеше обид да се пробие тој пат за третата опција во Македонија. Сите обиди завршиле безуспешно. Зошто сте сигурни дека овој пат се отвора таква шанса? Затоа што ние не сме никаков исклучок од трендовите кои што се случуваат на политичката сцена во светот. Во Словенија, ја знаете, актуелната председателка на владата, премиерка, е представник на третата опција. Значи, на луѓето едноставно им дојде преку глава од двете најмокни политички партии и решија дека во овој момент Словенија треба да ја води опција која што има граѓанска ориентација. Истото се случи во Чешка на последните избори. Пред неколку години тоа се случи во Бугарија, кога Бугарската социјалистичка партија и Сојузот на демократските сили едноставно изгубија од ГЕРБ кој што е партија со граѓанска ориентација. Така да тој тренд земете и во Србија, и таму каде што не се доминантни партии, тие се практично учесници во креирањето на политиките. Така што крајно време е и да и во Македонија се случи нешто такво за да луѓето препознаат и нешто друго. Јас не велам дека ние имаме некакви афинитети да ги придобиеме сите, тоа би било илузија, или дека ќе бидеме доминантна партија на овие парламентарни избори. Добро, да го земеме севкупниот политички амбиент, политичка криза, блокирани евроинтеграции, нерешен спор со името, економска криза и така натаму. Може ли во овој момент, да, отсуство на политички диалог. А може ли во овој момент да се испорача свежа политичка понуда? Све ова што кажувам е нешто што ќе отстапи од актуелната политичка реалност во Македонија. Еве, јас ќе ви кажам неколку работи кои што... Како ќе го одблокирате евроинтегративниот процес? Ќе го одблокираме со професионални дипломати. Вие знаете, во овој момент толку многу се импровизираше во дипломатијата. Тоа ли е ракрана на македонската надворешна политика? Тоа е една од внатрешните ракрани кои што би требале да контрибуираат во надминување на проблемот. Ние во меѓувреме изгубивме многу искрени пријатели кои што веќе во нас гледаат држава која што не си стои доследно на принципите за кои што заговарала. Ние сме сега исправени пред тој предизвик да ја вратиме до вербата. Вие читате ги написите за Македонија во тиражните и дневни весници и портали во соседните земји. Си поигруваат со нашата, да речеме, исторификација која што ни се случи во последните неколку години. Така што, значи, во тој дел навистина имаме проблем затоа што ние внатрешно покажавме отсуство на капацитет да се справиме со сите овие предизвици со кои што сме соочени. Втора работа, значи, ние соседите не можеме да ги бираме. Не само како луѓе, туку еве и како држава. Ние мора да најдеме начин да се соочиме со тие проблеми со кои што се соочуваме и со Бугарија околу договорот за добро соседство, и со Грција околу проблемот со името. Србија веќе не можам да спомнам дека е тоа меѓудржавен проблем, затоа што станува збор за признавање, односно непризнавање на македонската црква. И на таков начин тие работи, па ви се молам, ако пред 3 години некој речеше дека Србија и Хрватска ќе си простат, ако некој речеше дека Србија и Словенија ќе се договорат, односно Хрватска и Словенија ќе се договорат, дека Србија и Косово ќе седнат на маса да разговараат, ќе го прогласија за луд човек. Денеска сето тоа е реалност. Хрватска и Словенија се дел од дел. Верувате во решение на спорот со Грција? Да. Какво? Тоа ќе биде решение кое што ќе биде условено од луѓе кои што ќе може да седнат и да се договорат за некаква комуникација која што делумно ќе биде поделена како взаемен дел на проблемот и нешто што ќе биде ориентирано кон меѓународната заедница. Да, но премногу е дипломатски одговорот. Какви отстапки ќе направи Гром доколку дојде во таква позиција? Значи, јас апсолутно нема да отстапам од нашиот став дека нема играње со уставното име, дека нема играње со македонскиот идентитет во однос на јазикот, на националноста,
а дека ова прашање не е наметнато само во оваа генерација и дека оваа генерација не смее референдумски да се изјаснува за такво нешто. Не смееме во име на други генерации тоа да го правиме. Значи, апсолутно тоа не би ми било прифатливо. Во тој смисол, ви велам, кога ќе седнеме и ќе ги разгледаме другите опции во смисол на економска соработка, продлабочување на тие контакти кои што во моментот полека и тие почнуваат да се запоставуваат, мислам дека ќе се најдат луѓе, особено во овој момент кога Грција веќе се доживува како држава која што премногу нерационално се однесува, не само кон Македонија, земете го проблемот и со другите соседни земји. Мислам дека не притисок меѓународен, меѓу едноставно ќе се најдеме во ситуација да мораме да се договориме, затоа што ви реков и претходно. Ако за тоа може да се договорат држави кои што крваво се сукобуваа во изминатите години, ние такви некакви недоразбирања со Грција не сме имале и мислам дека не велам лесно дека ќе се договориме. Меѓутоа, ако го изолираме проблемот со името, ние со Грција треба да бидеме први пријатели, затоа што тоа ни е излез на море. Тоа е огромен економски потенцијал кој што треба да се искористи. Знаете, анализите на Светска банка кажуваат дека 60% од трговската размена државите, сите држави во светот ги реализираат со соседните земји. Тоа треба да им биде императив. Да. Во ред, во едно ваше интервју неодамнешно велите дека во државата не смее да има политички затвореници и дека доколку вие би биле председател ќе се решите за аболиција. Навистина ли во Македонија има политички затвореници? Да, мислам дека во моментот медиумскиот простор е контаминиран со политика, судството е контаминирано со политика, делумно се загрозени човечките права и слободи. Не зборам само за овие неколку години, зборам во континуитет од осамостојувањето на Македонија. Така што мислам дека сите тие работи ќе треба на одреден начин да се создаде еден контрапункт во институцијата председател на државата, кој што ќе биде во состојба да ги амортизира сите тие да речам притисоци врз граѓаните. Во една средба дури со председателот на ГРОМ, јас отворено му реков. И по цена да си ти председател на владата на Република Македонија, ако проценам дека во одредена ситуација има политичка заднина зад некој судски процес, со огромно задоволство ќе подпишам аболиција. Независно од вашата реакција. Професоре, како може да се менаџираат меѓуетничките односи во земја? Тоа е нешто без кое што не може да се замисли развојот на Македонија. Ако тоа не го решиме, тоа ви е како да ви е врзан камен за ногата и ве пушта да пливате. Значи, јас тоа го кажувам од личен пример. Јас сум учел во училиште двојазично. Моите деца учеле исто така во тоа училиште каде што се учи и на албански и на македонски јазик. Живеам во мешана средина. Јас практицирам соживот, јас не живеам покрај тие мои сограѓани, јас живеам со тие сограѓани. Постојано комуницирам. ГРОМ, структурата на ГРОМ исто така асоцира дека на одреден начин е огледало на Македонија во етнички смисол, во религиозен смисол. Значи, сме покажале на дел дека Карпош како општина, ГРОМ како партија, Зоран Поповски како поединец може да функционира без никакви, ја не велам дека тоа се розови ситуации, сме имале ние одредени пречки како млади луѓе, сме се расправа, матурски, полуматурски, сме славеле заедно, имало и одредени ситни недоразбирања, меѓутоа ние никогаш не сме го тоа довеле во ситуација да ескалира. Ако тоа може да се изменаџира на микроплан, тоа од мое лично искуство можам да гарантирам дека можеме да го направиме и на ниво на држава. Додека тоа не го направиме, ќе немаме нити политичка стабилност, а без политичка стабилност немате економски просперитет. Недостасува ли волја кај политичките партии? Ја мислам дека се уште се заробени во национални митови, интересите на своите национални лидери, се уште препознаваат, знаете, кога лицитирате со интереси
на една група во име на политичка партија, тогаш практично се губи идентитетот на граѓанинот. Јас знам колку им е тешко на нашите членови на ГРОМ кои што се припадници на другите заедници во Македонија, каков притисок доживуваат, меѓутоа ние едноставно проценивме дека тоа еднаш мора да се случи, дека тој ризик мора да се изнесе. И ако проценивте како ризик тој мултиетнички состав. Да, затоа што знаете, сега тие се под притисок на нивните, да речам, етничка заедница. Не нивната етничка заедница и нив ги препознаваат, ги оквалификуваат како некакви предавници на нивната кауза. И знаете, тоа бреме треба да се издржи. А каков е случајот со вас? Молам? Каков е случајот со вас? Јас не апсолутно, јас зборувам за нашите сопартици. Не, зборувам за членовите од македонската етничка заедница. Не би сакал да правам подобро. Дали они во мене гледаат некаков предавник? Да, се обраќате на македонскиот електорат, се обраќате Апсолутно да. Ако моите сограѓани од мојата етничка припадност ме доживуваат како предавник заради тоа што во партијата соработувам со припадници на другите заедници, тогаш тешко нас. Тогаш оваа држава нема перспектива. Вред, сосема за крај, затоа што толку дозволува времето, велите дека ќе водите сметка за заштита на автономијата на универзитетите, за слободата на медиумите, од партиски влијанија, ослободување на судството од политичките стеги и така натаму. Навистина ли тоа можно? Ви реков и преска, председателот има една алатка која што може да ја користи, а тоа е микрофонот, преку кој што може да врши влијание врз извршната власт, во смисол на оневозможување на влијание во судството, Да, не само од позиција на председател, зборуваме за програмските определби на ГРОМ. Веројатно тоа процес кој што ќе потрае подолго време. На долги стази гледано, тоа ќе биде нешто што ќе го окупира нашиот капацитет, нашата сила, затоа што, знаете, многу е тешко да ги убедите луѓето дека ќе го правите тоа се додека не ви биде дадена шанса. Јас морам, еве кога веќе спомнавте некои од тие сегменти, автономијата на универзитетот, јас пред неколку години организиравме и бев активен учесник во организација на протест против донесувањето на законот за високо образование без претходна консултација со академската заедница. Значи јас едноставно почувствував дека во моментот како граѓани протести беа оквалификувани како политички и така натаму. Пазете, меѓутоа никој не спореше со нашите ставови дека не може во една земја да се носи закон за високо образование без согласност, без несогласност, без дебата. Немаше дебата воопшто со представници. Добро, неспорни беа вашите аргументи, меѓутоа беше оквалификуван. Тоа е веќе работа. Знаете, кај нас се даде политичка конотација на тој. За се можете да дадете политичка конотација и затоа велам многу е тешко да граѓаните ги убедувате во тоа што дека ќе го правите се додека не бидете во ситуација. Јас сум се обидувал тоа низ личен пример да го правам за да на луѓето им кажам еве, ако сум успеал ова да го направам, тоа ми е некаков гарант дека и кога ќе дојдам во ситуација да одлучувам и за овие работи за кои што сега зборувам, би го правил истото. Во спротивно би бил голем лицемер. Да, добро, политиката е навлезена во сите пори на општеството и членовите на политичките партии влегуваат со таков мотив да остварат одредена цел. Од тој аспект дали е воопшто возможно да се промени перцепцијата за политиката, незиното спроведување? Тоа е мојот личен предизвик. Да. Значи, низ личниот пример сакам да покажам дека политиката не е валкана работа. Самиот, ако го преведете поимот политика, значи водство, значи лидерство. Тоа значи да застанете на чело на државата и да однесете на прав пат. Јас ќе се обидам да го вратам достоинството на политиката и да луѓето не ја перцепираат политиката како бизнис, како некаква работа во која што се вклучени луѓе кои што сакаат само да остваруваат некакви профити од таа активност, туку навистина дека се вклучени реализирани луѓе кои што сакаат да помогнат државата да напредува. Бидејќи доаѓате сосема за крај од академската фела, може ли конечно да се чуе гласот и на академската јавност во Македонија? Ќе се залагате ли за тоа?
Знаете, тука проблемот е двостран. Од една страна имате алатки со кои што државата ги држи во одредена, да речам, инфериорна позиција, не само академските кругови. Критичката јавност, да. Да. Меѓутоа, од друга страна, рачунајте дека и само иницијативноста ја нема во доволна мера, оти ако таа созре, ништо не може да ја сопре. Знаете, најголемите работи во демократските држави почнуваат од универзитетите. Ако таму се покаже незадоволство од одредени политики, од одредени состојби, тоа едноставно почнува. Јас мислам дека во Македонија се уште немаме доволна критична маса на луѓе, на критични луѓе кои што се спремни во моментот да го јавно декларираат тој свој став и да влезат во некакви промени кои што не зборувам за деструкција, не зборувам за босанско-херцеговачко или за, не знам, украинско сценарио, зборувам за ниво на демократска дебата во медиумите, која што де факто отсуствува. Вие и медиумите дури ви се поделени на опозицијски медиуми и на провладени медиуми и сега они се изборуваат секој кон својата јавност и собраки. А граѓанинот е некако ставен ни таму ни ваму, затоа мислам дека е време да им понудиме нешто ново. Професоре, благодарам за гостувањето во Версус на Канал 8. Ви благодарам за поканата. Версус со Горан Лалов.